noći, novi sništa dragi, radost i tagi. Može se da stora, plaćam i da goram, no ti drug će guškaš, srcem pregrad duša. Има ли песна која што сте ја пееле, која што ве има треснато така од земе, на сцена, кај што тешко ви е да се повратите после? Не е за тешко, се Што е во живо се, идете се. Се враќам во секој случај, но, например, убава си како музика е точно песна над песните. Тоа Драган Чекуновски Шпато седнал, напишал музика за ревиски оркестар, значи дувачи и гудачи, ритм секција, се тоа си ја снимил во студио, но немал текст. Сега тоналитетот ми одговара. Дал ми имал предвид или не знам, но за мојот тоналитет. Се јавува вака предпладне. Драган вика, имаме една песна, вечер имаме термин негде околу 11 со Милка Герасимова, најдобриот тонец што го имавме за музика, снимање. Но неам текст, дојди до кај мене да ти дадам лентичка на магнетофони тогаш. Можевме да си комуницираме и да снимаме демо. Да. И ми ја дава музиката, он ја снимил во студио, ја префрлил на магнетофонот. Јас дома имав мој некој магнетофон и си пуштам да слушам музика. Ја слушам како иде и како да сум јас на Бродвеј и веќе свири таму тој ревиски оркестар, тој бродвејски, нели? Значи кога гледаш филм, типичен американски филм, значи со музика, препал. И викам, што е оваа убава музика? Убава си како музика. Не си ова, не си тоа, не си така. Текстот вака, така, од ракав, како да излезе, го запишав, викам, Шпато, јас го имам текст. Супер, вика, доаѓају 10:30, вика, малку да видиме тоно, тоа, да бојата на гласот, сето тоа да ја намести Милка, вика, да го искористиме терминот да ја сниме. Снимив, пошто сум во другиот дел на студиото од джамовите, во големата сала тамо, вртам, влегувам преку врата, Шпато плаче. Шпато, што ти е, викам Шпато? Па Драган, вика, ти не си свесен колку си ме трогнал. Па ти, тоа што јас сум го мислел, ама не сум знал да го искажам, да ти кажам, напиши во ваков стил, со ваква тема и ваков текст, ти сигурно не би го сторил демек тоа. Ти сам си ја почувствувал, ти сам мене си ме открил. Тоа, вика, ме трогна многу и не можам, вика, се воздржам и човекот од радост, од задоволство, тоа се вика врв на творештво. Кога ќе созадеш емоција, тоа слично и Фисот го има, знае да те допре, ама и него знае да прими од други. Значи, он е отворен за музика, сакам да кажам, и Шпато, и Славе Димитров е лиричар, тоа се гледа по него, не можеш
неговата музика, рече, сега Славе ова седнал, не знал што да прави. Не, кај него е се меко. Да. Се убаво. Ето изгледа Сето- меко. А иначе те треска од земе, иначе изгледа така меко тоа. Па, Така треба да изгледа. тоа сакам да кажам, значи, музиката е чудо. Нормално талентот дошол, се појавил. Јас од мал бев кон уметностите воопшто наклонет на некој начин и повеќе самиот се развивав, без да речам баш онака полна едукација. Аха. Малку бев во музичко, 3 години учев виолина. Нижо или? Нижо. Тоа се Добро. почнува, тој почеток. Сега сакав клавир, немавме пари за клавир, но до виолина. Сега мене имам проблем и се јавим, а на раката малку не можам тука да доволно да ја виткам, имам тегова. Како некако се пишманив и остави виолината, не помина некој месец, ми дојде некако во рацете гитара. Уште немав, па колку, 11 години, отприлика, така, 10, 11, 12 веќе, тука си и имаш раменца веќе горе-долу, мислам, знаеш, почнав да се извишуваш. Јас само кидам низ парковите, низ државна болница, бидејќи бев доле кај Македонија спорт. Одам во Кочурацин, учев, а таму во средина на паркот кај средната музичка, средното медицинско, кај што се медицинските сестри, могат си свиреа гитари и собрани девојки околу. Тоа беше фешта секој ден. Значи дојшо свири гитара на голем фрајер. Фрајер. По логика. Тројца, четворица свират и пеат. И јас гледам како држи, кај што држи, и се акорди едно другото и си запишам. Овој прстука, овој таа, оваа жица, таа жица, таа. Позиција не ги ни прашувам кој е тој акорд и така. И така учевте како од Така, гледање. од гледање, да. Пред да одам, значи во училиште малку порано сум тргнал А? и ќе запишам акорд 2. После на враќање пак ќе застанам, пак ќе запишам. И дома си И вежбате? утре дома си вежбам со мојата гитара и така само си влегол во тоа. Сега јас кога веќе си влегол еден инструмент обично да учиш, ти дава наставник, професор и така натаму, ти дава задачи. Некоја мелодичка, Так. да почнеш со оваа, па друга, па трета. Јас не одев по тој пат. Ја одев по некоја импровизаторска, индивидуална линија, самиот што си ја барав. Јас барав каде, на кои позиции гитарата ми звучи убаво во една подрумска просторија која што многу убаво одекнуваше. Вас да ви звучи убаво. Мене Вие да си ја почувствувате убаво. Тоа, и до ден денеска сум таков. Било кој инструмент да е прашање, кога ќе седнам на него, дали е клавиатура, дали е електричен, дали е природен, дали е гитара, некоја тамбура, да речеме мандолина или така. Секогаш од незе да извадам уште поубав звук отколку оној првичниот, што може да биде, да кажам, нешто обично, затоа што мене звукот ме води, како што и бојата на убавите гласови ме водат, убавите хорови, убавите биг бенд, убавиот рок н рол. Не може некој, например, тешки тонови, дречачки да ги наречам. Што е тежок тон? Молам? Што е тежок тон? За да доложиме Тежок на тон е луѓето. некој кој што не е одреден. Например, Аха. Создава нервоза. не е одреден тон, точно да речем дум, таа висина за. Тоа е тежок тон. Аха. Кој е така да кажем Создава разбиен. непријатно чувство. Разбиен, па не, да, едноставно ти создава електрицитет, еден негативен набој. Аха, тоа. Тоа како кога се влече на канта по онака како по асфалт, Да. нешто, знаеш. Тоа е се, ама тоа вика хард, како вика хард рок, тежок рок, метал. Метал. Има дет метал, хеви метал и така натаму. Така, да. Значи, нека, тие си имаат право како сакат да се изразуваат на било кој начин и на тој начин може да се изразуваат, но
но мене не ми е во склад со природата, зашто јас пак ќе повторам, секогаш одам на тоа да нешто биде природно. Аха. Колку е можно поприродно. Пошто ќе забележиме дали е природно или не. Па не, еве, например, ајде Скопје, младост моја, во тебе сум роден една дамна пролет, покрај Варава, еден цветен сончев мај, скутот ти растев, од мал ми го даде сиот блесок, сиот сјај. Сега, ајде да видиме што не е природно. Па, се е природно. Па, добро, да. Се едно дете да го прашаш за нешто, и он тоа ќе рече, ја тука се родев и многу сакам сонце, многу сакам река, и езеро. Зелено, дрвце. Цвеќе. Значи, што поблиску до природата, подобро е чувството заедничко, бидејќи зашто сите заедно сонуваме и се бориме? Па секогаш за таа светлина, за таа радост, за тие доживувања позитивни, убави, тоа дружење, тоа масовноста. Ако влезам во екипа, во оркестар, некој со голем оркестар, со биг бенд, тоа во мојата кариера имав среќа, за разлика од многу наши колеги, мислам, по новиве генерации. Од почетокот, еве до ден денеска, да имам чест да настапам со најголеми оркестри. А замислите колку луѓе таму работат, свират, вежбаат на проба, дошле топло, ладно, дува ветер, не дува, настапуваат, идат. Јас што сум, звезда ли сум некоја над нив, дал сум рамен, дал сум под нив. Тоа не ме оптоварува. Ништо. Туку гледам како и тие реагираат и дали сите заедно ќе го пренесеме тој убав настан, Така. тој убав момент и таа убава тема, таа убава мелодија. Тогаш се доживува тој патот кон успехот, најголемиот успех, кога тимски добиваме. В гради носиш грудка тешка, туѓ ти е мојот глас. Пролета си оди од нас. Гасне си од жар, оној звезден дар, носи горчлив збир помеѓу нас. Ако треба, драга, стопи ме од тага, но запри се, погледај ме, кажи нешто, драга, па макар и лага, насмевни се, налюби се. Само еден збор ми треба, цвету мој, да те земам по преград твој. Ако треба, драга, стопи ме од тага, но запри се, погледај ме, кажи нешто, драга, па макар и лага, насмевни се, налюби се. Само еден збор ми треба, цвету мој, да те земам до попреград твој. Созат очи твои, допир
не чувствуваш мој. Денот носи смех, еве го направи, земи го, прегрли го ти па. И се вративте назад во времето, како дете 11 годишно. Кој е Драган Мијалковски? Биографија малку. Роден сте? Па да, роден сум во Хрватска, тамо. Бјеловар? Да, Бјеловар. Татко ми бил официр тамо и служба е служба. Но Војно лице? војно. Така да на 2-2,5 години дошло до некои проблеми, семејството се раздвоило, така да јас се враќам, доаѓам тука во Македонија, кај што и мајка ми се враќа. Па со нејзините родители, значи дедо, баба, во Пајко Мало, кај Центарска. кај црквата. Тука сум се од центар гравитирам. Ова кој година? Кај Света Богородица. Па тоа сум дојден 50 и веќе пред 53-та некој месец можеби, ама 2,5-3 години тука сум. Јас се сеќам од 3 години заради едно точече мало. И една педала немаше, па тука негде се гребнав. Па ѓајчи од точачето до некоја дупка на видов, не знам што беше. И викам, плачам како дете, како ти, ама тоа многу го паметам. Тогаш уште во дворот имаше цвеќиња, имаше убава ограда, со зеленика се вика таа една ползавец се тој. Растение кое што во тоа време во еколошки чиста средина, кај што нема прашина, нема ништо, може да се јаде, киселка е. Може да си лисијата, ќе си набереш лисија од млада зеленика, од ограда. Од дворот. Нели оградата? Што времење биле тоа? Па ќе земеш од ќе земеш од се треба на Вимблдон да одеш, багремот, да јадеш. од багремот ќе го земеш она што е лушпана, како се вика, и внатре и благе, багремот и неговиот цвет исто така благ, интересно. То било кое растение да го земеш, ако е чиста околината, сега не трнове, нешто, овие меките убавите. Не сега како не смееш да тргнеш да каснеш нешто. Да. И тука веќе го гледаш светот. Децата наоколу, другите се дружиш. Музиката, стои една приказна. Тоа е фактор еден. Фактор еден за мене. Ја не испуштав ни една вечер во 19 часот Борис Мајсторов на Радио Скопје. 101 приказна. И почна, си кажува, си бил еден млад, не знам, витез, па ова било, па тоа, па бел конј, па таму, па таа, па требал да... И да не ја шига. Приказна, да. И сега друга приказна, трета и многу поучни од народни приказни, значи пораки од старите генерации кои биле многу мудри, многу паметни, многу човечки. Да, некогаш се чудам, дури јас кога ќе слушнам некоја мисла, онака што останала кај го извади, некој ќе каже баба ми вака велеше. Да. То така е соодветствува и викам што збори. И што се случи кога отидов тука кај Македонија спорт, во тој дел се уште куќата стои од дедо ми, која беше нова, значи ја напуштивме старата, дојавме тука во нова. И во Кошурацин продолжив 2, 3 до 8, а почнав во Кирил и Методи. Тука јас под некои, да речеме, балкони, ако е времето роси нешто или така ветерче дува, за ветрина или да не е роси, ќе се собереме деца, 15-20 деца, и јас раскажувам приказни. А они слушаат. Они слушаат, јас импровизирам. А вие си ги измислувате во моментот? Во моментот. Јас во моментот измислувам, тоа било нешто, значи, што од мене онака произлегувало
Дали никогаш не сум се подготвувал, не сум имал потреба, не знам зошто. Не знам од каде, но секогаш така они очекува одеднаш дека вие сте тој кој што треба ме охрабрува, ајде ќе се собереме, еве и овие ќе дојдат и од таа куќа до на, и ќе се содаде. И вие си раскажувате приказни. Ја им раскажувам приказни. А зашто техничко? Молам? Техничко училиште. Па тоа е исто мудрост. Јас бидејќи Ве натера или? Не. Бидејќи живеев со дедото и бабата, веќе кога дојдов основно при крај, треба да одиш во средно училиште, сакав да идам во ликовно. Средно ликовно. Уметник. Во Кочураци многу мои цртежи беа на завршна година, например годината завршува учебна и на изложба. Најголем број на изложени цртежи беа мои. Дури бев и председател на ликовната секција во школа, а учествував и во другите секции. Но се тоа дарба, некаква. Што ми беше мојавета? За техничко. За техничко. Кај рече, дедо ми ме праша, кај рече ќе се запишеш, вика, уметничко? Тамо нема леп, вика. Како? Чекај, вика, ние сме стари, вика. Не ќе можеме, вика, да те чуваме и понатаму, кај ќе живееш ти? Ти сега, вика, треба овие 4 години да ги искористиш, да се оспособиш, значи ти треба тебе едно техничко училиште, бидејќи, вика, занает. Занает. Техничкиот јазик е во цел свет еднаков. Тоа е математички цртеж, проект, и ти работиш. Не ти треба да си експерт по некој било кој јазик. Ни германски, ни англиски, ни шпански, ни не знам што ќе разговараме кога правам по проект нешто во работилница. Така. Па техниката е таа. Така е. И колку траше таа, како да кажам? Малку траше. Малку. Отидов на виша техника во Битола. Во Битола? Да, па 2 години. Виша. Виша е за погонски инженери. Тоа е после средно, и електро и машински. Тоа е средно или после средно? После средно. Ајде ќе одам во Битола на виша техничка, као пократко време, па да можеш на другото посетиш. Тоаш одевме во војска, па и понатаму ќе градиш што ќе правиш, ќе се вработиш и ќе си градиш семејство. Сам немаш што се да се со баба и со дедо. Со баба и дедо, нели? Ете, тоа беше еден момент на големи пресврти, без да сметам дека музиката ќе биде таа која ќе се наметне. А како случајно со музиката излезе, бидејќи после неколку положени испити во пролета, тамо 69-та, јас доаѓам тука на мала една прошетка во Скопје, така емотивно да се видам со другарите и се тоа, со оние групи нешто свиревме претходно рок, почнувавме, јас веќе свирев во групи, нели реков за Безимени, за Ленки, за Без, на базените. Базените тука со и така. Значи, ајде да се видам со нив, но налетав во Треска фабриката на една аудиција од телевизија. Има нов проект. Чеки, случајно? Случајно, затоа што мојата група беше пратечка група на кандидатите што се надпреварува. Значи, практично ништо не е случајно. Кога треба да се наредат да работите, се одам да ги видам нив. Аха. Другарите од Република 903. Павлови, браќата, например, Денки и Зоки. Зоки соло гитара, Денки и бас. Они близко живеат до Треска и тука имаше надпревар. Беше Димитар Масерски и как се викаше, уште една колешка негова од телевизија, беа во жири. И јас сакам да влезам натре, тој не ме пушта на врата, вика, само кандидати што се надпреваруваат. Пиши, вика, нема проблем. Пишува тој. Јас мислам, онака, заради тоа дека ќе си влезам, немам потреба со аудиција. Мене рокот ми беше добар. Не ме интересирало ништо друго. Кој е овој Мјалковски? Јас.
знаеш нешто, вика, имаш некоја позната песна, едно друго, вика, група, вика, да те пратат нешто да отпееш? Па знаат тие мои песми, што имам ја било која друга песна. Така му рековте? Да, И? и пеам последен пат се вика. Патот кон успехот. Види каква случајност. Песната е последен пат се вика. Последен пат јас ти пеам, во срцево мое постоиш само ти, но сега знай, ова е крај. Ти, мила, ме лажеше, сега знам. Искрено те љубев, верував на твојот збор и мислев дека ме сакаш ти. Стана живито, готово, одбрано. Ајде ве молам сите другите кандидати другиот месец да дојдете. Вие момци на оркестарот и мене утре во Нерезиво студио. Вака. Те одбра? Ама прекинува. Наоѓа што му треба. Чао. Димитар Масенски, наоѓа што му треба. Достави, готово. Не ми треба А одица. како изгледавте тогаш? Долго коса бевте? Така тогаш не? Малку. Малце така? Малку, Ага. студентарија се. Не. Со тажен лик и на солзени очи доаѓаш ти ко ветроти во моите ноќи. За прв пат те гледам, несреќна мила, како вливо ги стопи твоите полетни крила. И моето цвеќе не го примаш веќе. Бегаш од се што било дел на твојот свет. Ти плачеш и гориш, за раздел да збориш, заминуваш ти. А имаш ли сила да размислиш, мила, што ќе сториш ти? Не оставаш мене за друг да те земе, не те давам цвету мој. Кажи да постои друг во животот твој. Ти плачеш и гориш, за раздел да збориш, заминуваш ти. А имаш ли сила да размислиш, мила, што ќе сториш ти? Не оставаш мене за друг да те земе, не те давам цвету мој. Кажи да постои друг во животот твој. Оливер Драгоевич беше окей, бидејќи што него стодели. Овие ги фаќавте Тома Здравковиќ, како да Со кажам, Тома Здравковиќ бевме со екран 72 хит, како беше, куп певача. Ага. Од секоја република имаше екипи по 6 членови, тројца беа народњаци, тројца забавњаци. Нашата екипа екран и македонска телевизија. Бевме Зафер Хаджиманов, Драган Антич од Београд и јас. Во народната беа Муарем Сербезовски, Тома Здравковиќ и Василија Радојч. Победивме сите 8 екипи од Југославија, сите, од Хрватска, Словенија, Црна Гора, Босна. Кажи да постои друг во животот твој. Ти плачеш и гориш, за раздел да збориш, заминуваш ти. А имаш ли сила да размислиш, мила, што ќе сториш ти? Не оставаш
мене за друг да те вземе, не те давам